действијата за кои Катица Јанева денес е на обвинителна клупа, му нанесоа сериозна штета на специјалното јавно обвинителство, а предизвикаа и сериозна разочараност кај целата правдолюбива јавност во државата. Тоа од друга страна им остави простор на осомничени и обвините лица во предмети од специјалното јавно обвинителство, неосновано да ги дискредитираат и јавните обвинители и предметите, се со цел да ја намалат, а и да ја избегнат кривичната одговорност која во тие предмети им се става на товар. За жал, уште еднаш се покажа, ако сте лице кое има политичка, општествена или економска моќ, тоа наоѓа начин пред се преку вршителите на функциите во правосудниот систем да си ја олесни својата положба во кривичната постапка и да преговара и да договара да ја избегне кривичната одговорност. Во овој случај системот релативно брзо реагираше, се надевам дека во иднина ќе бидат сите санкционирани вакви случаи и нема да има ситуации во кои носители на високи позиции ќе бидат донесени во вакви ситуации. Јас сум убедена дека јавност имаше и доволно време, ама и доволно информации за да свати дека ниту јас, како предметен обвинител во истрагата Империја, ниту друг истражител или вработен во специјалното јавно обвинителство, имаме било каква побрзаност со действијата за кои Катица Јанева денес седи во овие обвинителни клупи. Предметите започна голем дел од истрагите крајот на 17, продолжија 2018, во 2019 требаше да имат завршници, а ние цела 2019 ја поминавме во тапкање во место и во фактичко невршење на функцијата јавно обвинителство. Се надевам, сега веќе како се запишани предметите, тие се преминати во редовното обвинителство, ќе добијат своја завршница и 2020 година ќе биде година кога ќе можат по сите тие предмети да се донесат јавно обвинителски одлуки. Обвинителке, во судницата во повеќе наврати кажавте дека меѓу колегите... Исказот во судница нема да го коментирам. Добро, да го допоставам прашањето. Значи, рековте дека повеќе пати сте сакале да го напуштите тимот во СЈО. Тоа е точно. Зошто? Тоа се причини лично мој, тоа е точно. Еден момент беше овој со донесувањето на одлуките за куќен притвор. Општо е познато дека јас 2017 година конкурирав за да излезам од обвинителството. Тоа се лични односи и нема ништо спорно во тоа мое барање да излезам од тој тим. До каде Империја и дали се уште не се јавуваат емисари? Емисарите не се јавуваат. Империја овие денови добива забрзани текови и уверена сум дека ќе добие и на ефикасност и на брзина и ќе можеме да донесеме конечно јавно обвинителска одлука во овој предмет за да престанат сите сомнежи, прекупувања и слични ситуации. Немавте проблем да ја кажете судиката, ќе немате ли проблем да ја кажете политичарите, бизнесмените? Јас толку исказот во судницата нема да го коментирам, ги благодарам.